Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Сашко Костов е избран за нов претседател на општинската организација на СДСМ во Кочани. Мандатот му беше доделен на партиската трибина во мултикултурниот центар, на која присуствуваа генералниот секретар Оливер Спасовски и лидерот на партијата Зоран Заев. Доаѓањето на Зоран Заев во Кочани беше во функција на општинската конференција, на која во центарот на вниманието беше изборот на новиот претседател на општинската организација на СДСМ. Одлуката за именувањето на Сашко Костов на оваа функција ја подпиша токму тој, истакнувајќи дека Кочанската е една од општинските организации кои посебно го мотивирале во водењето на најголемата опозицијска партија. Бев овде присутен да моето право, согласно статут, да избирам председатели на општински организации, го споделам со најактивните членови кои што носат функција. Ние имаме и други активисти секако. Денеска по пат на дебата заедно заклучивме дека нашиот другар сопартиец, господинот Сашко Костов, е најпогодното решение за председател на партијата. Во најтесниот круг за нов председател на Кочанскиот огранок на СДСМ беше Ѓорги Алексов, кој непосредно пред трибината ја откажа кандидатурата. Иако достави програма, одстапката ја направи заради ангажманот како координатор на советничката група. Неговиот гест, лидерот, го оцени за доблесен. Станаа делегатите овде на конференцијата кои што, изразувајќи огромна надеж кон новиот председател, дадоа голема поддршка. Тоа ме прави среќен заради тоа што ваквите дебати кои што демонстрираат единство, сплотеност, ми дава за право да кажем дека долгите години опозиција на СДСМ не отрезнеле, некој пат да не предизвикаме барем внатрешни делби, да бидеме единствени, сплотени, со што силно и недвосмислено испорачуваме пораката надвор сите оние кои што не следат, а тоа е дека ние знаеме што сакаме, дека сме единствени, дека веруваме во таа работа. Заев очекува дека кон СДСМ во Кочани ќе се приклучат и нови луѓе со своји идеи, кои во партијата ќе добиле ангажман за самодокажување, но и за давање придонес во подобрувањето на состојбите. СДСМ е партија преку која можете да дадете силен придонес кон добрата иднина на нашата земја, да се најдете себе си и лично, но секако и да имате можност да дадете прилог и придонес во општеството во кое што живееме, и на локално секако и на државно ниво. Заев додаде дека силно верува во новото раководство на општинската организација и очекува по подолг период да ја донесе правата победа на СДСМ во Кочани. Гостин во вечерашниве вести е Сашко Костов. Во соседното студио со него е колегата Горан Ладов. Горан, повелете. Да, благодарам, како што слушнавте и во прилогот, Сашко Костов е нов председател на општинската организација на СДСМ во Кочани. Одлуката лично му ја врачи председателот на СДСМ Зоран Заев на изборната седница на општинската организација на СДСМ одржана во мултикултурниот центар. Тој вечер гостин во вестите на Канал 8. Костов, добро вечер, најпрвен честитки за изборот. Добро дојдовте во вестите на Канал 8. Благодарам за честитките. Очекуван беше изборот за председател со оглед на тоа што имаше само две кандидатури во последен момент, иако претходно се шпекулираше дека четворица партици на СДСМ во Кочани поднеле своја програма до централата во Скопје. На крајот останавте само двајцата и Ѓорги Алексов, кој што се повлече уште пред изборот. Се знаеше претходно уште пред да се одржи изборната седница и што според вас беше пресудно во однос на програмата која што ја доставивте до централата на партијата? Па вака во однос на најавите што одеа на вашата телевизија дека се 4 кандидати, јас имав информации дека точно имаше најави дека ќе бидат 4 кандидати, меѓутоа во последен момент одлучиле да не се пријават на огласот. Останавме само јас и Ѓорги Алексов. Мислам беше до вчера, додека дојде председателот Заев и кога седнавме, кога разговаравме, кандидатурата на Ѓорги беше во сила. После разговорот, откако подетално поразговаравме со председателот Заев, Ѓорги одлучи да даде предност. Да, тоа е непосредно пред одржувањето на седницата. Пред одржувањето во мултикултурниот центар политичка дебата. Не се работеше за седница, се работеше за политичка дебата. И ако Ѓорги даде таа предност, не знам дали бевте присутни, видовте дека господинот Заев пред да ја подпише одлуката,
неколку пати прашаше во салата, во мултикултурниот центар, дали некој има нешто да каже и дали има против. Се трудеше да отвори дебата по прашањето, се јавија неколку дискутанти, имаше дебата, меѓутоа, едно 2-3 минути едноставно чекаше дали ќе да подпише одлуката, дали има некој да каже нешто против. Што значи сите што беа присутни во мултикултурниот центар се согласуваа со одлуката на председателот. Сакам да напоменам дека беа присутни председателите на сите местни одбори на Социјалдемократскиот сојуз и другите тела и органи кои што ги има партијата, форумот на жените, Социјалдемократската младина, значи тоа беше едногласна одлука донесена и од страна на председателот, но и од страна на активистите во Социјалдемократскиот сојуз за општинската организација во Кочани. Благодарам за сега. Со разговорот одиме кон крајот на овие вести. Турска бизнис делегација престојуваше во Кучани и на средба во општината се интересираше за можностите за инвестиции. Акцент беше ставен на можностите за соработка во производството и пласменот на оризот. Кочанскиот ориз повторно е тема на интерес на турските бизнисмени. На средба што во локалната самоуправа се одржа меѓустопанска делегација од регионот на Измир и домашни представници на земјоделските производителски здруженија и на преработувачите, се разгледуваа можностите за проширување и зајакнување на соработката. Таа на почетокот од годината беше воспоставена со обезбедувањето турски сорти ориз за кочанските земјоделци, а сега бизнисмените од Турција се интересираат за инвестиции во производството, преработката и откупот на оризот. Во текот на неделата ќе дојде главниот представник на најголемата турска компанија фирма за производство на ориз и се надевам со сите релевантни структури во општина Кочани дека ќе се договори тоа што ние сите сакаме во Република Македонија, инвестиција од страна на Република Турција во областа на оризот и на тој начин и Република Македонија и Кочани да додат напред во ова област. Амбасадорот Тасковски рече дека турската фирма која е заинтересирана за соработка сака да инвестира во целокупниот процес на производство, односно и за откупот и пласменот на бел ориз на пазарите во Турција и арапските земји. Општина Кочани беше домакин на стопанската делегација и по средбата се искажа задоволство од интересот за соработка во оризопроизводството. Очекуваме дека ова е еден почеток на една мощна плодна соработка, еден почеток на значи проширување на таа соработка во сите области, заради тоа што ќе имаме најавите од нивна страна се дека буквално сакаат да го откупат целокупното производство на оризот од кочанското производство, од производството во Република Македонија и дека ќе се вклучат и во подобрување, проширување на површините под ориз со механизација и така натаму. Посетата на представникот од турската компанија која е заинтересирана за кочанскиот ориз е закажана за вчетврток, кога се очекува да бидат постигнати и конкретни договори. Инаку, освен за соработка во производството и откупот на оризот, турските бизнисмени кои во Македонија престојуваат една недела се заинтересирани за инвестирање и во изградба на мини хидроцентрали и други капацитети на индустријско производство. Неколку неискористени хали и објекти во Кочани се очекува да се најдат на списокот на владата што ќе биде поставен на веб страница. Објектите ќе им се нудат на потенцијалните странски инвеститори како можност да го започнат својот бизнис. Од средината на идниот месец ќе биде отворена веб страница со детални информации за најмалку 400 моментно неискористени хали и објекти во Македонија, кои наскоро ќе бидат ставени во функција и ќе им бидат на располагање на потенцијалните инвеститори. Се очекува на списокот да се најдат и неколку објекти на поранешни стопански капацитети во Кочани, кои по пропаѓањето не најдоа своји купувачи и стојат празни. Со јавното објавување на интернет, на инвеститорите треба да им се овозможи да добијат комплетни податоци за расположивите капацитети веднаш на едно место, без да талкаат по шалтери и најразлични служби. Според премиерот Груевски, веќе имало заинтересирани странски компании да вложуваат кај нас, при што за тоа побарали и погодни објекти. До крајот на ова и во текот на следната година, веќе во овој момент имаме безмалку потврдени околу 15 компании кои што сакаат да отворат своји капацитети во Македонија. Според најавите очекувам првата таква фабрика да го објави во септември месец своето влегување во Македонија
Се работи за инвестиција која што е во делот на автомобилската индустрија. Пред 2 недели и вице-премиерот Ставревски најави дека американска компанија од автомобилската индустрија е заинтересирана за инвестирање во Кочани. Представници на инвеститорот пред неколку денови престојувале кај нас и се интересирале за постојните објекти на поранешните индустријски капацитети, при што биле разгледани и објекти на фабриката за хартија. Освен овој, кои други објекти во Кочани ќе се најдат на веб страницата на Агенцијата за привлекување инвестиции, ќе се знае во средината на септември, кога проектот ќе има и практична примена. Недостигот на лекари специјалисти, вечен проблем на кочанското здравство, ќе се решава на начин што субспецијалисти од универзитетските клиники од државата ќе ги прегледуваат пациентите 2 пати месечно. Кочанските лекари не се доволни. Болницата аплицирала за посета на специјалисти и субспецијалисти од универзитетските клиники од државата за вршење прегледи на пациентите. Директорот Дејан Апостоловски истакна дека Кочанската болница аплицирала за добивање доктори, хирурзи и гинеколози, бидејќи во моментов тие се најнеопходни. Тој додаде дека неизвестно е колку и какви специјалисти ќе им биде пратено од Министерството. Мерката на посета на специјалисти ќе стартуваат 1 септември, како дел од проектот Дисперзирана клиника, со кои еминентни и веќе докажани доктори од здравствените установи од Скопје и Охрид ќе даваат здравствени услуги на пациентите низ клиничките и општите болници во останатите градови низ државата. Во рамки на проектот ќе бидат ангажирани професори, односно доктори, специјалисти и субспецијалисти со 10 и над 10 годишен работен стаж, кои искажуваат интерес за работа во останатите градови. Целта е размена на искуства и истовремена едукација за воведување нови методи и интервенции, како и работа со новата медицинска опрема. Со тоа ќе се овозможи оптимална искористеност на медицинските апарати и подобар квалитет на здравствените услуги. Ангажираните доктори ќе добиваат соодветен дневен надомест, нивната работа ќе се вреднува и согласно системот за плаќање по учинок, а исто така ќе биде креиран и посебен третман за закажување прегледи кај тие клинички доктори согласно електронскиот систем за закажување Мој термин. Ќе бидат ангажирани доктори од сите универзитетски клиники, Мајка Тереза од Скопје, од градската болница за хируршки болници Свети Наум Охридски од Скопје, градската општа болница 8 септември, специјалната болница за гинекологија, акушерство Чаир, од Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, од специјалната болница за травматологија и ортопедија Свети Еразмо од Охрид, како и од Заводот за физикална медицина и рехабилитација од Скопје. Бенефитот од оваа мерка е неколкукратен. Од една страна пациентите добиваат здравствена услуга во своето место на живење од секундарно и терциерно ниво, односно нема да бидат изложени на дополнителни патни и останати трошоци. Докторите ќе даваат здравствени услуги 2 пати месечно, со цел да ги испочитуваат обврските кон матичните клиники и болниците. Проектот чини околу 4 милиони денари годишно, трошок за докторите, односно дневница, и 3,5 милиони за патни трошоци, вкупно 7,5 милиони денари годишно. Минатата годинава излезе уште еден учебник, чиј автори се професори од Средното општинско училиште Гоша Веќантиев. Губењето по неколку часа во пишување и диктирање на лекциите по одредени предмети ќе станат минато. Од септември учениците од 2 година од електроструката ќе учат од нов учебник по предметот осветлување и инсталации. И покрај тоа, учебници се уште недостасуваат по повеќе предмети, посебно стручните. Учениците од 2 година од Средното општинско училиште Гоша Веќантиев од септември лекциите по одредени предмети нема да ги запишуваат на рака, диктирани од професорите. Излезе учебникот по предметот осветлување и инсталации, напишан од професори вработени во училиштето. Полека но сигурно се комплетираат учебниците по стручните предмети. Минатата година, исто од професори вработени во Кочанското училиште, излегоа 2 учебника, редовен и изборен, по предметот увозна механизација за 3 година машински техничар. Автори се Димча Сребринов, актуелен директор на училиштето, Петруш Сенесов, заменик директор и професорот Гоце Зашев. На учебникот од електроструката осветлување и инсталации, автори се професорите Тони Велков и Игор Митев. Од Министерството за образование истакнале дека учебникот е готов и дека од септември ќе биде достапен на сите ученици од училиштата во државата.
Сребренов информираше дека нивни професори повторно конкурирале за пишување учебници за предметите за кои недостасуваат книги, но немало слободни предмети за пишување, биле зафатени од професори од другите градови и училишта низ државата. Додека да бидат готови напишани и испечатени учебниците кои недостасуваат, средношколците ќе мора да учат од скрипти и диктирани лекции, проблем кој долго се провлекува во образованието. Од друга страна пак, професорите што се заинтересирани за пишување книги велат дека немаат голема мотивација за пишување, затоа што макотрпната работа и труд при пишување на учебникот не е доволно платена. Во зависност од фондот на часови што го покрива предметот, како и рокот за кој ќе го напишат ракописот, авторите добиваат хонорар од 2000 до 3000 евра. Со тие пари треба да платат компјутерска обработка, фотографии и лектор, па не останува голема награда за нивниот труд. Но пишуваат за себе и за своја лична сатисфакција, бидејќи стануваат автори на учебници што во иднина ќе се изучуваат во сите училишта во државата. Полициската станица поднесе кривична пријава против 2 лица од Кочани заради трговија со наркотични супстанци. Тие купувале марихуана од продавачи од други градови и ја препродавале на трети лица. 29-годишниот РЛ и 38-годишниот СА и двајцата од Кочани заработија кривични пријави за сторено дело овозможување на употреба на наркотични дроги и психотропни супстанции. Според извештајот од полицијата, во текот на март годинава, првопријавениот набавувал наркотична дрога марихуана од негови пријатели од Штип и Скопје. Количините што ги купувал ги носел во домот на второпријавениот, каде им овозможил на неколку лица да уживаат во дрогата. На 7 март годинава, полициски службеници извршиле претрес на ДРЛ, при што бил пронајден 1,5 грам марихуана и 1 џоинт. По расчистувањето на случајот е утврдено незаконско дело, заради што двете лица ќе одговараат кривично и ќе се најдат на суд. Следува продолжението од разговорот со новиот претседател на општинската организација на СДСМ. Повторно назад во студиото со Сашко Костов, претседател на општинската организација на СДСМ. Костов, уште во воведниот дел од разговорот рековте дека одлуката е донесена на потполно демократски и транспарентен начин, но колку членството, симпатизерите беа информирани околу тоа кои се кандидатите за нов претседател на организацијата и што тие нудат во својата програма? Па, значи, веднаш ќе напоменам, во моментот кога беше постапката за кандидирање, во партијата имаше активности во смисла секој месен одбор да ги предложи новите членови на надзорниот одбор и новите членови на извршниот одбор. Уште во тие моменти, ние како кандидати на Социјалдемократскиот сојуз, при држењето на тие местни, како кандидати за претседатели на општинската организација, при држењето на тие местни одбори, присуствувавме кај грото од тие местни одбори, зависи од времето во кое се одржува и каде беа организирани, дали горе во партијата или по други места, во зависност од тоа како ќе одлучи претседателот на местниот одбор. Значи, членството беше потполно информирано и знаеше дека ќе има 3 или 4 кандидатури, меѓутоа најмногу се истакнуваше мојата кандидатура и кандидатурата на Георги Алексов. Значи, беа запознаени и од сето она што се случува горе во партијата, можам да кажам дека тече некоја нова позитивна енергија, како од моја страна, така и од страната на мојот против кандидат. Ние сме многу добри соработници, стоиме еден позади друг. Сега времето ќе покаже, меѓутоа јас сум убеден дека со Георги Алексов ќе имаме една прекрасна соработка. Тој е координатор на нашата советничка група и во него гледам еден најблиските соработници во понатамошната работа и во остварувањето на програмата. Да. Сакам да напоменам дека имавме горе-доле слични програми и тој и јас се залагаме за нешто ново. Дзирнавте ли во она што го нудите како кандидати? Да, тоа беше толку либерално направено што Гоше својата програма ми ја достави на мейл. Јас ме опуштив неговата програма, мојата програма на неговиот мейл. Ајде накратко да образложиме програмата. Зашто ќе се залагате во предходниот период? Па добро, она што постоеше до сега ќе продолжи да постои понатаму во Социјалдемократскиот сојуз, ќе извршиме само надоградба на неколку работи, ќе се трудиме да повлечеме што повеќе млади, сите оние кои што гледат својата иднина малку пошироко од тоа
што сега во државата што се случува, да ни се приклучат сите млади со идеи, со визии, што се гледат себе си малку повеќе од она што се века да се стекнам со диплома и да обезбедам плата во државна администрација. Особено ќе сметам на тие млади дечки што имаат малку поголема визија и што имаат идеи и не се задоволуваат само со тоа. Сите вратите се отворени за сите, ова не значи претничка. Значи, мои идеи, значи, ќе се трудиме да извршниот одбор биде формиран на најтранспарентен начин, она што ви го спомнав додека течеше постапката за самокандидирање. Веќе се пријавени едно 60 лица, членови активисти, како можни кандидати за извршен одбор. Деновиве најдоцна до сабота имаме таа врска да направиме и утре задутре ќе извршам разговор со секој од кандидатите што се предложени од местните одбори дека може да бидат членови на извршниот одбор. По формирањето на извршниот по составувањето на листата ќе треба да добиеме на согласност од извршниот одбор на партијата во Скопје и понатаму ќе одиме на општинска конференција. Моите идеи како понатаму СДСМ се да напишани во програмата. Конкретно на што е ставен најголем акцент во програмата во предстојниот период? Во предстојниот период ќе настојуваме она што е предвидено во мојата програма да дадеме посебен третман на младите, да имаме контакти со целни групи, да се активира многу повеќе органите кои што сега постојат во партијата, форумот на жени или клубот на жени, кој што сега го носи називот Социјалдемократската младина. Посебно дадена програма во програмата имам дадено еден моје видување за начинот на одржување на контакти со советничката група, како советниците и советничката група, односно советниците ќе ги одржуваат контактите со граѓаните, на кој начин ќе ги редуваат тие прашања. Сметам дека советниците мора да бидат многу поактивни, особено од местата и од местните одбори каде што произлегуваат. А од оние местни одбори каде што немаме советници, ќе организираме состаноци со местните одбори во смисла да јас, членови од носители на функции од општинската организација, заедно со советниците ги посетиме граѓаните, да запознаеме со нивните проблеми, нивните идеи, нивните потреби. Значи, само позачестено ќе се обидете да се појавите на медиумите преку организирање на пресконференции. Апсолутно, за секој прашање што ќе тангира општина Кочани, ќе бидеме присутни пред медиумите, отворени за контакти пред со сите медиуми без предрасуди. Буквално од секаде каде што ќе добиеме покана, ќе се одзовеме на поканата и ќе присуствуваме на нивните. Важна е финансиската подршка за функционирање на една партиска организација. За финансиската подршка на партиска организација во рамките на програмата што имам понудено, имам составено на финансиска конструкција. Значи, членарината на членовите на партијата, имаме предвидена членарина за сите носители на функции, мислам во разлика на висината на членарината за носителите на функции, таа ќе биде сосема поразлична од обичниот член и создадена на финансиска конструкција која ќе обезбеди нормално функционирање на општинската организација. Сакам да напоменам дека јас сум познат најдени се изворите на финансирање. Па да, за нормално функционира партијата месечно, значи тоа сакам да го напоменам, јас по национално сум влав и важам за скржав човек. Значи тие што ме знаат дека сум нели народно кажано скржав, меѓутоа домакин и одговорен човек. Значи во партијата нема да има расфрлање за се и се што, меѓутоа за она што ќе треба, финансии ќе мора да се обезбеди. Ќе остварим тоа прашање, ќе го затвориме. Има нели во рамките на програмата имам предвидено покрај овие
начини на решавање на финансиското прашање, предвидено е постојање на клуб на стопанственици, ќе се потрудиме тој клуб на стопанственици да го прошириме. Едноставно сите луѓе кои во нас ќе препознаат нешто ново, сите оние кои што сметат дека треба да им дадат поддршка по формирањето на сите органи на општинската организација, ако секој од граѓаните се препозна и види нешто дека се случува нешто позитивно што може да даде дополнителен елан во рамките на општината па и во државата, ние сме отворени за сите, со разговори со сите и ги повикувам сите кои што сметат дека може да дадат свој допринос во понатамошниот развој не само на СДСМ, него во понатамошниот развој на државата, да ни се приклучат. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас на поканата. За крај информацијата од спортот. Тренерот Сашко Лазаров викендов организира кошаркарски турнир во спортската сала. Истиот е во рамки на подготовките за новата сезона во младинските лиги. На турнирот што ќе се одржи во спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов, покрај домашната ќе настапат уште две екипи. Пелистер од Битола и Гостивар од истоимениот град. Значи М18 ќе бидат генерацијата. Значи, за тоа да се видиме до каде сме стигнале кондиционно, значи тоа не е формално, е само значи да видиме екипата до каде е стигнала. Лазаров упати апел до љубителите на кошарката да бидат присутни во салата викендов и да ги проследат пријателските надпревари. Ги поканал сите љубители на кошарката во сабота и во недела, значи да дојдат и да го бодрат баскетин. Точните термини на одигрувањето на надпреварите ќе бидат прецизирани дополнително во текот на неделата. Во вториот дел од подготовките за новата сезона, Баскет Дино предвиде уште неколку контролни надпревари. Лазаров вели дека се во преговори со повеќе екипи. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!